Фабриката Агропал Компани е успешна бизнис приказна, благодарение на бројните мерки што ги носи владата преку Агенцијата за вработување на Република Македонија за помош и поддршка на предпријатијата. Денес во посета на овој капацитет за рециклирање на отпадни фолии беа министерот за труд и социјала Ибрахим Ибрахими и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Во изминатиот период искористила 3 мерки кои што се од оперативниот план. Тоа е Македонија вработува 1, потоа субвенционирање вработување и обука кај познат работувач, но тука сега правиме планови како да им помогнеме во иднина. Ова зборува дека приватната иницијатива секогаш треба да биде поддржана од страна на државата. Овој оперативен план кој што се покажа во изминатите 10 години дека доста успешно функционира, каде што имаме 43.000 вработувања, ќе продолжиме и оваа година да го имплементираме со низа на мерки. Јас и министерот се преземавме некои одговорности да поразговараме со другите министри кои што имаат допирна точка со економијата, односно со помош на компаниите, така да во нареден период не само оперативниот план и агенцијата да стане еден медијатор меѓу другите министерства со што самите компании ќе добијат помош да се доразвијат и да помогнат во Република Македонија на креирање што е можно повеќе работни места, нормално и на повеќе лица им се даде поголема екзистенција, односно економска независност. Агропал Компани постои веќе 20 години. Својот бизнис го развива со помош и поддршка на некои од мерките и денес брои 60 на вработени. Сме користеле и Македонија вработува 1, сме користеле обука кај познат работодавец, сме користеле субвенционирани вработувања и сме користеле од повеќе групи на луѓе, значи до млади до 29, постари од 50 години, што довело до зголемување. Се надевам дека во иднина пак ќе продолжиме. Агропал Компани е добар пример и охрабрување за граѓаните преку мерките на годишните оперативни планови да го развијат сопствениот бизнис.